На Македонија не и се дига. Ништо не и се дига. Ни моралот, ни знамето, ни гордоста, ни наталитетот, ни стандардот, ни платите, ни здравствената заштита. Ништо не и се дига на Македонија. Затоа што во Македонија расте осмиот патник, оној опасен, монструм од филмот Alien, кој кога тогаш како во филмот ќе излезе од градите македонски и ќе се стори чудовиште кој ќе не изеде и изеде сите. Односно, тие што нема да ги изеде, ќе ги изебе за да излезат нови чудовишта кои ќе најадат сите преостанати додека не снема. Барем тоа бил планот, така сум слушнал. Не помага ни тоа што побарувачката за Виагра, Динамико, Ревагра, Афричка слива, турски маджун, Максимед е 10-кратно зголемена и понекогаш не можеш да најдеш ништо во аптеките за дигање на македонесот. Ти се плачеш, што би рекол колегата Јовица Михайловски. Ама ова не е црква па да се помолиш да однесеш зејтинче од 100 денари да запалиш кандилце и он да се дигне. Не бе, брат. И он тебе не тебаа 2%. Мек е како душа. Како и да не е мек, бе? Година и пол затворени како кучиња седиме дома со непроверени вести. 6000 луѓе умреа, од кои десетина што се на некој начин поврзани со тебе и ти трагично ја преживуваш секоја нивна смрт под стреси. Без парица, кредити, камати, лихвари, без работица, хаос и се подмачкано со лажен пиар на владата. Волку помош, толку помош. Читам вчера ги објавиле фирмите кои не ја поминале мартовската плата, а од нив добиле помош. Ало бе, кого ебете у здрав мозок? Пошто сте ги туриле цифрите за помош. Пола од фирмите добиле од 120 до 230 евра. Замисли ги објавиле во јавност дека им дале помош 120 евра. А во истиот момент има 10 тендери кои ги кријат за возила, за мебел, за морски плодови со милиони евра народни пари. И после како бе да ти се дигне, кога само гзот ти е на цена и во промет? Да не објавуваат и сексаат и кога ништо нема да ни дадат. Си трошат народни пари и се свиркаат. Кафанџиите не работеле 21 ден и први ним им дале пари. Има сектори што не работат година и пол, ги утепавте од лажење, скршен денар не видоа. Ама со кафенџиите е најлесен подкупот и со невладините. Таму вие истурајте. Тие ќе одработат сега таман за локални и пак ќе ги преебете ВМРО за 2-3 советника. Па толку нели треба за подкуп? Малку да го смениш резултатот, нели колку што треба, како што беше и на минативе избори. И 2 од карти, овие зелениве, овие шумкариве. Пардон, бе, овие што некогаш беа дуи, а сега се зелени. И ете ти пак 4 години успеси на градоначалниците, како што се ова мовчето и таблата за шах во Битола, сијалиците од 1200 евра на Марин во аеродром, а можете и едно моторче да земете од кај кумот, ко Стефан од Карпош и да му го поклоните на кумашинот, мислам. Викаа дека новиот СДСМ исто така не им се дигал во последно време, ако имале пари, коли, швалери, станови и сите погодности. И им носеле од грчката и бугарската Виагра, таа била нели оригинал, овдека по аптекиве била таа малце сомнителен квалитет и производ. И сите се чудат зошто не им се дига. Се јави пред некој ден Иван Исцелител и им објасни што работава. Имено, овиот СДСМ во задниве 4 години многу викале: ме боли К за Македонија, ме боли К за народ, ме боли К за јазикот, ме боли К за името, ме боли К за економијата. Тогаш според Иван Исцелител се јавувал, вика, плацебо ефект. Стварно кога мислиш дека те боли К, и тогаш почнува слабо да ти се дига. Ако ги имаш сите погодности. И кога ќе ти текне дека и Рашко викаше, Дудушан викаше ме боли Стојко, и Дон Мијалков исто викаше дека го боли, и тогаш некако слабо ти се дига. А кога ќе ти текне дека и Миле ми текна се на К ставаше, ама него он го изеде и без Виагра, мислам психата него губи и сега не му се дига и на него. Па другари од власта, не ебеме ние, ама нема да ебете и вие, бидејќи сите сме сјебани од вас во мозокот. А кај што работи мозок, таму Виагра не помага. За мозок има едни други апчиња, ама и тие не помагаат секогаш и кај секому. Деновиве ми текна на една гениална реченица на Миле Паника за македонскиот починет менталитет. Миле му се обраќа на еден копил. Знаеш како се прават глупи деца? А Малио вика арогантно: не бе! Оди бе, праше го татко ти. Нашиве модерни генерации во изминативе денови полудеа по чипсот такис и по сокот прима. Го прима. Добре.
И се би било тоа окей, под девизата, нели, младост, лудост. Нели, се да се проба. Само ако чипсот такис немаше 40 грама и не чинеше 400 денари. Исто како и лименката прима од пола литар газирана портоколада 800 денари. За 5 лути компирчиња и пола литро газирана шеќерна водичка, во време кога луѓе претураат по контейнери, а општеството е во колапс. Во време кога деца немаат доручек, ручек или вечери и се лечат со СМС пораки. Очигледно модерниве татковци на новиве генерации направиле многу глупи деца. Многу глупи. Исклучително глупи. Да се разбереме. Тука не мислам на сите татковци и на сите деца. Ама што бе тутурутка треба да бидеш да дадеш 400 денари за 40 fucking грама чипс? Абе, од златен компир, бе, дечки, да не го прават чипсот. Абе, мучнете малку со тоа пинтарите, бе. Абе, не бидете толку не бидете ко да бе правил овој глуп татко. Да не го барале тој компирот со кучиња и свињи ко тартуфи што бараат, па да мора да е толку скап. Па кило компир е на пазар, бе, 40 денари, бе, 10 пати помалку од 400 денари. Односно, според пресметката, овој компир би требало да чини 10.000 денари кило. Ако го продаваат како тој чипсот. Какви тартуви, какви бакрачи, бе. Исто и со тоа сокчено прима. Пола литра оранжада, рекламирана од некој амерички јутјубер, значи тој курац на бициклу, курац на бициклу са издишаним пневматицима. 400 денари, бе. Абе, мислиш дека пиеш некој виски забораено на 3000 метри под вода у Титаник? Па сега као ти си влегол со тој, овој како се викаше тој режисерот што го снимаше Титаник, си влегол, си го нашол шишево, си излегол горе на површина, го отвараш, го пиеш, 100 и кусур години старо, 110, 120 години старо. Или некој вино од астолот на Наполеон, пример, ти донесат. Кога го изалкала по таму у Русија. 7 евра, бре, лименка, бе. Абе, 7 психијатри треба да бе прегледат, бе, цел конзилиум психијатри. Ама реков, не се нервирам појче. Не се нервирам појче, така реков. Кај го Хасан, таму и сите турци. Јас и мојот маркетиншки тим решивме затоа да направиме наш производ. Откако видовме дека сакате да го такис и сакате да го примате, ние решивме да пакуваме наш пијалок за идните генерации скопски глупи деца и други, нели, во Македонија глупи деца. Ова е традиционален, напоменувам, се работи за традиционален македонски пијалок, но ние го ребрендиравме, го амбалажа, у нова амбалажа го ставивме, нели, во лименка, да биде тоа многу помодерно. А нашиот производ, она што ние го правиме и што мислам дека ќе ги потрефи вкусовите на сите, нели, глупи деца во Македонија, производот е фактички пакуваме солен салеп у лименка. Солен салеп. Таков, густ. Бел, убав. Лигав. Ако стапнеш на него, можеш да се лизнеш, да паднеш на теме, незгодно да се повредиш с кршеници, ово на череп. Зошто е солен? Тоа бе сега бе... Да, тоа е мистеријата, од кај сега салеп па солен. Зошто е солен? Па, солен е затоа што животот ни е благ. Премногу благ, сладок живот. Долче вита, прекрасен. Па нели малку да смениме, бе, доста ни од благо, бе, благо, благ живот, благо. Дај нешто солено, бе. Затоа што ние како нација обожуваме салебе. Абе, секој дневно голтаме салеб. Само кришум, тоа не е нешто што можеш ти салеб на јавно место да го голташ. Мора да се интимност треба негде. Вака на отворено, проматка, отвори лименката, окей. Ако ти испрска полиција или гради, се салепе, органска работа. Ќе се исуши, можеш да го избришеш. Али битно е да натегнеш и
грташ. Тоа фуче салепот, фуче. Полн со белковини, минерали, јаглехидрати, протеини, витамини. И не смееш, бре, тоа е толку убав напиток, бе. Абе, не смееш да дозволиш да ти капне на страна ништо од лименката кој пиеш. Солен салеп за секој граѓанин во Северна Македонија. А ние веќе, како професионалци, разговаравме со една компанија да ни го полни, само ни рекоа не можело на лименката да стои македонски солен салеп, затоа што Грција ни го земала поимот македонски. Знаеме, јас им реков, им вратив на забелешка во мејлов што ни ја пратија, го знаеме тоа, свесни сме. Па солен салеп пија и нашиве овие у политичариве, што беа у Преспа, кој ни го менува името, да, тамо имаше солен салеп на трпезата после подпишувањето, тоа, ама капка, не остаа нашите да капне, преубаво беше, мислам, стварно, и грците тоа, каков салеп еден им спремија, им сервира, тоа, свака част. А грците нормално, грците си пија узо, дзадзики узо. Тие бело, ама и нашиве бело, нашиве малце побело, по-густо, малце така по... Добро, мрамраско ќе ставиш узото и оно малце ќе сгусне, ама некако салепов нашиве што им да го пијат, не е толку густо. Ама како вика старите, кој што се заслужил. Затоа на нашиве после устане им се отвараше кога се врати од Преспа. Од толку салеп многу што изголтаа, тоа им се враќаше назад и кога се вратија после нивица тука, многу не збореа ги, немаше поменливи, нели, тоа им се враќа салепот назад. Да. Ама јаки се они, они имаат неверојатни капацитети за да голтаат салеп. Ма чути што ми текна на идејава од секое лошо излезе добро, кој што вели нашиот народ на Фејсбук. И децава е убаво да ги учиме од мали нозе на органска храна. Не, тамо некои вештачки глупости, таки го прима. Не бе, го примивме ние таки содамна. Сега е време за солен салеп од лименка. И да не се секирате. Пошто нели, тој ќе се рекламира као солен салеп од Северна. Така? И нормално у тој случај веднаш Северина ја ангажиравме, се нафати да го рекламира, вика имала искуство со солен салеп и на телевизија, на видео, на ова, на она. Да, и дека рече дека може тоите нејзини искуства, нели, да ги примени и во нашава кампања. Ја додуше за тоа прв па слушам, викам, кога се Северина на видеоклипчиња нешто голтала солен салеп, не ми текна, ама добро. Викам, не, зашто не и верувам, мислам. Така,